А во продолжение можеме да одиме и со првиот разговор во студиото, само да проверам колку ни е часот, 7 часот и 40 минути. Ќе најавиме еден убав настан кој што редовно го покриваме во утринската програма Македонија наутро, како изгледа една трпеза што ги раскажува приказните за нашите предци, но истовремено ни ветува и поздрава иднина. Одговорот доаѓа преку фестивал кој по четврти пат ги спојува традицијата, вкусовите и одржливост. Ќе го најавиме фестивалот на биодиверзитет, здрави корења, полни трпези, зад кој стои организацијата Slow Food Водно, заедница која што со години се залага за заштита на автохтони видови, локални производители и кулинарско наследство. Ова утро со мојот соговорник, со Дарко Трајковски, председател на Slow Food Водно, ќе разговараме, се разбира, за фестивалот, но малку и за целите и за мисијата на Slow Food Водно. Дарко, добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Потешко е со пријател да водиш интервју, се надевам ќе се снајдеме. Ќе се снајдеме, поопуштено мислам. Фестивалот носи наслов Здрави корења, полни трпези. Кажав и во најавата, ова година се одржува по четврти пат. Па ајде првото прашање, што го прави овој настан посебен и пошто ќе го паметиме овогодинешното издание и мајки предвид колку што ве следиме внимателно дека секоја година имате по некои нови моменти на фестивалите. Да. Оваа година, како што најавивте, во сабота ќе се одржи во јавна соба, вообичаено се случува во градски парк, но временските услови сте ги знаеме надвор што се и променливо. Променливо е многу, октомври е таков. Оваа година удривме фокус малце повеќе на сите домашни производители, би имале од прилика 25 до 30 производители, а на самите чаеви заштитена, тоест човекот што го има заштитено мавровскиот планински чај ќе биде сам гостин и ќе има чај дегустација. Исто така гости ќе ни бидат и ќе држат работилница дечките од Бостаније кои ќе раскажат нивната приказка за садење на урбано градинарство, општествени градини и ќе се прават семенски бомби за најлесно да се оплодува нашава почва, а со потоа ќе имаме една работилница од Пан-Пан, не знам дали знаете пекарата, но едно од најинтересните артизан пекари тука кај нас и на Балканот, што ќе одржува работилници со кисело тесто и со самото месење на тесно печење, лепе или слично. И на крај целата програма ќе ја заврши нашиот пријател Бојан Јанев со солки со негов музички настап. Имаме и програма за младите деца, што Кико Магико или Кристијан Шопов ќе одржи една така многу интересна еколошка, ќе направи едно многу интересно еколошко магично шоу околу 12 часот, така да кој има млади деца, возраст од 4 до 12 години, слободно нека дојде, нека не посети. Сте мислели на тоа? Да не им досадуваат на родителите? Па, си тераат работа? За сите нека има забава. Од колку почнува фестивалот? Фестивалот ќе почне од 10 Добро. часот и би заврши околу 16 часот. Јас секогаш кажувам дека најубаво се дојде порано, бидејќи производителите немаат неко големо производство, така да кој ќе си дојде порано, ќе си земе малце повеќе, ќе си наполни кошничката и така. И ќе си вкуси. Да. Начнавме малку и во првиот одговор околу учесниците, па ајде и малку детали околу тоа од каде ни доаѓаат производителите, што ќе имаат можност посетителите да видат или да пробаат, ќе имаме ли можеби и некои гости од надвор? Или концентрирани сме се само на... Концентрирани сме во Македонија. Значи ние ја застапуваме македонската кујна, понекогаш имаме гости од надвор, но најчесто е македонската кујна низ цела Македонија. Ќе имаме многу штандови со мед, со чаеви, со вино, со крафт пиво, со кашкавали, со млечни производи од секаков вид. Така да кои што бил кај нас на нашите фестивали знаат прилика кои не се нашите учесници и секогаш имаме нови, потоа и нови млади дечки не дружат во последно време, така да многу сум среќен со тоа. Така. Каква е поврзаноста помеѓу биодиверзитетот и храната што секојдневно ја консумираме на ова поднебје? Па вака, ако немаме добар и разновиден биодиверзитет, ќе имаме многу, мислам дека досадна храна, така да ние многу се бориме за тоа да се задржи кај нас со вакви иницијативи, со поддржување на локалното население, тоест на локалните производители и начнување на локалното население да кога оди да пазарува, да не пазарува само увезени продукти кои што гледаме дека нашите маркети се преплавени, туку дека има нешто и кај нас уште останато, што е уште автентнично, што уште потсеќа на баба и дедо со своите џемови, со своите мармалади, со медот ако го одгледувале, така да
тоа идејата. Ги споменавме младите, ајде малку и детали во одговорот, има ли генерацијски интерес за вакви манифестации? Доаѓа ли млада публика чисто да дегустира, да види што се нуди, освен што добивате поддршка секако од колеги, од нели сите кои што сте членови на Slow Food водно, меѓутоа има ли вака интерес да видите млади луѓе кои што доаѓаат како посетители? Има. Тоа многу ме радува, ради тоа што има возрастните секогаш биле главни гости, но во последните неколку години гледаме според програмата и според што е интересно, што е битно на пазарот моментално, да ги повлечеме младите со социјалните медиуми што се користат, се инфилтрираме, да кажем, помеѓу младите, и мислам дека више младите приметуваат дека нашата храна што е од домашни услови направена е доста поквалитетно тоа што е увезено. И мислам, ако ги знаете младите, дека секогаш сакаат да најдат нешто ново, нешто различно, па кога ќе се соберат на маса со своите пријатели. Јас го најдов ова, бев на тој и тој фестивал, сакате ли го пробат, да се споделуваат, и така мислам дека најбоја расте самата мрежа и самата култура. Сега, колку ова иницијатива влијае врз зачувувањето на локалните сорти, рецепти, но и врз самите производители? Се охрабруваат ли после секој ваков фестивал, после секој ваш саем кој што го организирате, бидејќи убаво кажа, не е тука можноста само за презентација, туку и самите производители разменуваат искуства, се запознаваат, се вмрежуваат. Ги чувствувате ли веќе резултатите од сите овие настани, и јас би ги нарекол и кампањи, бидејќи верувам целта не е само нешто да се организира и да помине. Сето си има цел. Да, секако, баш како што нарековте, дека е повеќе исто како кампања и иницијатива да се задржи тоа што е наше, а производителите многу се држат, многу ги обожаваме тие дружби и многу се стучуваат колаборации кои што имаме со некои продукти заедно, на самите штандови тука се мешаат, например, мед ке се измеша со некои да кажеме од производители што произведува млечни производи, ќе се спарува вино со нешто друго, и самата култура што се расте и самите информации што се споделуваат меѓу нив, мислам дека доста си помагаат, а со тоа и ние сме доста сркни, бидејќи гледаме дека нашето членство што е, например, што ни се поддржувателите, е доста здраво, доста си помагаат помеѓу себе, што и да треба, како и да треба, и тоа доста не радува. Така. Ајде малку и за Slow Food водно, кои се главните цели и како ова организација се разликува од другите кои што работат аграрни, еколошки теми? Што ве прави поразлични? Ја би повлекол малце границата што е Slow Food. Slow Food е манифестација, тоест организација светска што се контрира на самата фастфуд индустрија, и така во Италија има започнато од страна на Карло Петрини, што го организира првиот протест против првото отварање на Макдоналдс во Италија, бидејќи си е сакала италијанската кујна толку многу што е организирало луѓе да протестираат. Да, италијанците ден денес не може да преволат брза кујна. Вака тоа мислам дека било околу 80-тите, ако не се лажам. Македонија и Slow Food водно постои више 15 на години, и организацијата се заснува врз за задржување на традиционалните вкусови, за чиста, правишна и здрава храна за сите, и моментално имаме доста да кажеме, доста не публицитет, да кажеме, него доста препознатливост во Македонија, дека ние сме тие што се грижиме за тоа, не сме само обични настани што се организираат, туку се заштитуваат сортите во Македонија. Например, имаме доста неколку президиуми што ги заштитуваме, дали е буковската пипер со нашиот буковец што го сакаме, дали е станушината што е како вино, посебна сорта што е автохтонна за Македонија. Така, такви иницијативи многу ги поддржуваме и ги изгуруваме, да кажеме, напред. Така. А што значи спора храна, Slow Food во време на брзи живот и брза храна? Имаме ли време за вакви емисии? Некој да, некој не. Се зависи од нас, верувам, и од организацијата, нема оправдување. Па да, вака, не може секој да каже дека секој се само задржува со спората храна, но мојата трпеза, например, ја како што знам уште од кога сум бил мал, дека и моите родители секогаш имале човек за нешто, дали е за мед, дали е за сирење, дали е за се од локално производство, многу не дека не одиле во маркет, секогаш маркетот не можеме да го избегнеме, но секогаш си има локално производство и локални производители што треба да ги поддржиме, бидејќи сите знаеме дека таа храна секогаш е повкусна. Така. Кога е тешко да се зачуваат автохтоните сорти, рецепти, дали институциите, но и самите граѓани покажуваат интерес за тоа?
А знаеме дека ги имаме доста во Македонија. Да, ги имаме доста, ние имаме успех со 2, се надеваме дека ќе имаме и повише. Лани во фокус беше Симитот, сакаме и Симитот некако го заштитиме како скопска работа, како скопски. Цел Балкан не зборува за тоа, време е да се заштити. Да, мислам дека е скопски бренд што треба да се заштити и више е почната процедурата, така да се надевам дека се повише и повише ќе наоѓаме некои, тоест имаме наши, но да ги изгураме да се заштитат. Тоа што еве Мавровскиот чај сега што планинскиот што ни е во фокус, што ќе дојде Самет Абдули, што го има кажано и имаме приметено дека е на црвената листа, ќе биде во фокус заради тоа што ако не има такви луѓе во Македонија што го чуваат се уште тој чај, прават расади и го споделуваат понатаму, ќе изумре, така да ни треба помош со тоа. Во какви проекти или активности сте вклучени надвор од фестивалов еве за кои што денес зборуваме? Можеме ли да очекуваме и други форми на едукација или вмрежување на производителите? Тоа го правите сигурно во текот на годината. Да, и за мене највпечатливо е што моментално влеговме во Министерство за образование. До сега сме имале неколку училишни граѓани, но сега станува и како курикулум, како изборен предмет за младите деца да научат за градинарство, самите училишта да имаат своји училишни граѓани и самите деца едноставно да почнат да од мали нозе да сватат од каде доаѓа храната, дека не доаѓа од чичкото, од маркетот, туку доаѓа од самата почва. Тоа е добра информација. Да. Ако ова успее добро да се интегрира во образовниот систем, која е твојата лична приказна? Млад човек си, дел од Slow Food Водно, како обично гледачите сакаат да слушнат од еден млад човек како со своја лична приказна влегува во една ваква организација? Па вака, јас со Slow Food Водно се запознав во околу 2017-18, а по занимање сум, тоест вака сум економиста, сум работел по канцелариски работи, но по занимање моментално сум пивар. Произведувам пиво последните 10 години, експериментирам, а моментално оваа година отворив мојата приватна микропивара, што може на неколку локали во Скопје или преку нашиот Инстаграм профил да не најдете. Многу сум среќен што тој проект што е од прилика 10 години го изгорав до крај и сега јас сум еден од тие производителите што пробуваме да ги заштитиме, ама и сум меѓу нив. Така. Мал производител, но со душа. Да. Така. Се надевам. И оставивме економијата на страна. Па ова е локалната економија, мислам дека економијата. Тоа што ти било примарна професија, Да. се е економија, но некогаш си размислувал дека ќе произведуваш пиво или па не знам, можеби кога сум бил млад дека сум сакал секогаш нешто да фаќам со рака, да правам нешто, дека би сакал да имам некое производство, ама не очекував дека ќе влезам во тие води, али таа идеја дојде во 2015 кога бев на овие што се work and travel програмите низ Америка, таму се запознав со доста видови на крафт пиво. Приметив дека кај нас нема, се вратив, ме заинтересира, ги отворив сите учебници што се од 7 одделение хемија и почнав да студирам малце повеќе. Онака беше доста интересно. Добро, не случајно го поставив ова прашање за крај, бидејќи ако бараме мотивација можеме да ја најдеме. Секогаш се вадиме на тоа мала држава, мал пазар, меѓутоа ако пристапиме со добра идеја и со добра намера, најверојатно можеме да успееме во тоа што сме го замислиле. Па да, мислам дека не сум единствен со ваква идеја. Доста млади луѓе, млади дечки ги приметуваме по нашите пазари, произведуваат нешто, ги интересира повеќе, пробуваат, така да ја би ги охрабрил секој да остави таа канцелариска работа и нека пробува нешто со своји раце, бидејќи има многу голема разлика.